Борбите на македонскиот народ за вистинска национална слобода и сопствена држава се крунисаа со дефинитивната победа, со решенијата на Асном, со кои се исполни содржината во поновата историја на македонскиот народ. Борбата проткаена низ векови, желбата изразена низ борби, впечатливо се демонстрираше во последната војна, каде што Македонија ги покажа вечните стремежи на својот народ. Успешниот развиток на народно-ослободителното движење во 1944 година, особено во пролетната офанзива, која дотогаш представуваше најкрупен војно-политички потфат на народно-ослободителната војска на македонскиот народ, по резултатите и по жестината на судирите, се вброи во најобсежните војни операции во народно-ослободителната борба во Југославија и го означи дефинитивниот крај на окупаторската власт под ова поднебие. Бугарските окупаторски сили мислеа дека во оваа офанзива ќе ја разбијат народно-ослободителната војска, но не успеа. Борците кои се бореа за своето јас не му дозволија на окупаторот да ги потисне. Окупаторот на оваа слободолюбива почва насекаде беше толчен и разбиван. Редовите повеќе не можеа да ги збијат. Преку многобројните борби се создаваа широки слободни територии и никнуваа бројни јадра на новата народна власт, кои беа символи на вистинските желби и вековните идеали на овој македонски народ. Со ваквите крупни војни победи на македонските борци во новосоздадените војно-политички услови во 1944 година, се создадоа и дефинитивните можности за свикување на првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, највисоко законодавно и извршно представничко тело на македонскиот народ, орган кој ќе ја презентира македонската самобитност. Преспанскиот состанок на Централниот комитет на Комунистичка партија на Македонија, одржан на 2 август 1943 година, оценувајќи дека се созреани условите, донесе решение за отпочнување подготовки за свикување на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија. Како резултат на победоносниот од на народно-ослободителната борба и револуција, што возможи создавање на поврзани слободни територии широм Македонија, која беше целосно покриена со селски, општински, околиски областни народно-ослободителни одбори. Од народот и народно-ослободителната војска беа избрани делегати, долгогодишни борци за национална и социјална слобода, кои целосно го представуваа македонскиот народ и народностите, при што најзастапени беа работничката класа, сиромашното селанство и напредната интелигенција. На борбено символичниот македонски празник Илинден, на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински, првото заседание на Асном, конституирајќи се како највисоко законодавно извршно тело и највисок орган на државната власт, ја прогласи Демократска федерална Македонија во рамките на Демократска федеративна Југославија. Врз темелите на коските и крвта на своите најверни синови, македонскиот народ, потврдувајќи го својот национален идентитет, ја создаде Социјалистичка република Македонија, која со гордост и голема љубов ја носат во своите срца сите македонци. Народно-ослободителната војска, напоена со љубовта на својот народ, запоена со духот на Делчев и восхитена од борбениот елан на водачот на југословенските народи и народности Тито, рамо до рамо, заедно со другите југословенски народи, ја извојува тешката и славна победа. Борбите на Обозна, Станикин крст, Црноок, Локов, Стрмашево и други многобројни епопеи останаа да сведочат за силата на овој слободолюбив и непобедив народ. И по тие жестоки и крвави борби водени во пролетната офанзива, дојде 2 август, денот кога од сите страни на Македонија се собраа избраните народни делегати во манастирот Прохор Пчински, со цел да ја афирмираат официјално својата вековна желба
да ја прогласат својата национална самобитност, својата државност. Вечерта беше таа Малинска некако одредена да ги средува другарите по соби. Иначе конакот на Прохорчински беше прилично голем. Се прибиравме ние. Со тоа да се следниот ден вече точно знаеше зашто се работи. Ово чувство, конкретно сознание, дека за прв пат ние идеме да прогласиме своја државност, за нас беше посебно одушевување. На самиот ден на прогласувањето на собранието, односно на државноста, беше страшно много свет во дворот на Прохорчински, едно шарненило, не само членови на АСНО, много изворедно шарненило од народни носи, било то женски, било то машки, млад свет, нешто кое ретко се може да види у тие моменти. Салава беше преполна од делегати затоа што сите делегати не може на оние седишта и клупи што ги имавме тогај да седнат. А исто така и народот што се интересираше беше надвор на балкончево тука полно и унутре стоева на ноги да гледа. На самото заседание присуствува околу 60 и нешто делегати, а верифицирани беа мандатите на 122 делегата, а по одлуката на иницијативниот одбор беше да се изберат 130 делегата. Известен број другари пратија своји полномошна и уполномошлија делегати кои беа присутни тука да у име нивно говорат и одлучујат. Известен број делегати закаснија, не стигнаа на време, дојдоа после ден, два, некои 3 дена покасно после од кога се одржа собранието. Делегатите што задоцнија на собранието, или оние што не успеа воопшто да стасаат, имаа пред себе повеќе отежнати околности. Но како основна и најсуштествена пречка беше далечниот пат од местото на престојот на нивните единици до манастирот Прохорчински, на кој пат дебнеа бројни заседи на непријателските сили. Околу 5 сатот почна заседанието. После констатирањето дека има кворум од страна на Панко Брашнар, читањето поздравната телеграма од другарот Тито
која беше поздравена со огромен аплауз од сите присутни. До првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија. Топло го поздравувам првото заседание на АСНОМ. Преку вас, слободните пратеници на македонскиот народ, го поздравувам целиот македонски народ, кој рамо до рамо со останатите народи на Југославија се дигна со оружје врака против окупаторот и неговите помагачи за својата слобода и за слободата на сите народи на Југославија. Фактот што по долги векови робување на македонскиот народ првпат се одржува заседание на Слободното македонско собрание, на кое вие, пратениците на македонскиот народ, слободно ќе решавате за судбината на својот народ, е историски настан не само за македонскиот, туку и за сите народи на Југославија. Со својата собствена херојска борба и со братската борбена помош од сите народи на Југославија, македонскиот народ поставува неразрушиви темели на својата слобода и рамноправност. Наедно, тоа е уште едно сведоштво дека нова Југославија останува верна на начелото за полна рамноправност на сите нејзини народи. Затоа првото заседание на АСНОМ уште повеќе нека го зацврсти братството меѓу нашите народи и уште повеќе нека ги мобилизира силите на македонскиот народ во заедничката борба на нашите народи против варварските угнетувачи. Да живее слободата на рамноправна Македонија во демократска и федеративна Југославија. Председател на Националниот комитет Маршал Тито. Читањето на телеграмите од другите антифашистички собранија и поздравите на представниците на главниот штаб на Југославија другарот Темпо и на главниот штаб и антифашистичкото собрание на Србија другарот Брко, собранието избра председателство и оно почна со својата работа. Тогаш се на говорницата појави најстариот делегат, другарот Панко Бршнарев, учител од Велес, и со потресен еден глас го отвори првото заседание на АСНОМ. Пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки. Пчиња и Вардар, Места и Бистрица ја заплискуваат целата македонска земја, сакајки да го измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам. Заседанието прекина у 7 саатот и се даде пауза од 2 сата, луѓето да вечераат, да се видат со познатите со кои не беше се видели. Од 9 саатот заседанието продолжи и траеше цела ноќ. И то долго ноќ се работеше најинтензивно на донесување на тие разноразни акти кои беа неопходни, за да се тај државност заиста не изведе и даде пуно значење. Радоста беше многу голема за да се доживее, особено на делегатите, што им паднала таа чест да бидат тие што треба да ги турат темелите на Македонската република или на Македонската држава. На 2 август у оваа сала удрени се првите темели на нашата државност. Македонија е прогласена као федерална единица во Федеративна социјалистичка република Југославија.
Желбите на македонскиот народ да живее како слободен и равноправен член на Југословенската федеративна заедница на народите и народностите и самиот да управува со себе си во сопствена национална држава, најавторитетно се изрази со донесените акти на Аснон. На собранието беа донесени многубројни одлуки кои ја втемелија новата македонска држава. Една од најзначајните одлуки на Аснон е одлуката за неговото конституирање во врховно законодавно и извршно представничко тело на македонскиот народ. Оваа одлука воедно ја прогласува Македонија како федерална држава во склопот на демократска федеративна Југославија. Исто така значајна одлука која беше донесена на тој светол и линденски ден беше одлуката, односно декларацијата за основните права на граѓаните на демократска Македонија. Во оваа декларација се утврдуваат основните права на граѓаните што треба да послужат за уредување на односите на државните органи и судови спрема граѓаните на новата македонска држава. Значајна беше одлуката донесена на овој собир за воведување на македонскиот јазик како службен јазик. Оваа одлука го изрази принципот на самоопределување на македонскиот народ, бидејќи сите дотогашни борби на македонскиот човек за национална слобода беа едновремено проследени и со барањето за признавање на македонскиот јазик и правото на македонскиот народ за негова употреба. За прв пат во историјата на македонскиот народ можеше слободно да се изговори насекаде македонскиот збор. Беше донесена одлука 2 август да се прогласи за национален празник на македонскиот народ. Со донесување на оваа одлука се оддаде признание на национално-слободителната борба во периодот на првата деценија на овој век и од друга страна ги поврза традициите на прославените македонски востаници од 1903 година со народно-слободителната борба на македонскиот народ против окупаторот. Со посебна одлука, Аснон од името на македонскиот народ им изрази признание и благодарност за целокупната дотогашна работа на воено-раководните органи во Македонија, односно на главниот штаб, за воените и политичките акции преземени со цел да се изгради вистинска демократска власт и сигурно да се обезбеди конституирањето на Аснон како највисоко представничко тело на македонскиот народ. И другите многубројни одлуки кои беа донесени на тој светол празник на македонскиот народ имаа за цел едно – да ја обликуваат новата федерална држава на македонците во рамките на братската федерална Југославија. Овие историски решенија што ги прокламира првото собрание на Македонија не беа случајни, туку плод од реки пролеана крв и коски посеани од едниот до другиот крај на Македонија. За прв пат по Самоила, македонскиот народ создаде своја држава, се почувствува македонец во Македонија, домаќин во својата куќа. Тоа беше најголемата придобивка во историјата на нашиот народ, здобиена во големиот и херојски антифашистички фронт, здобиена со крвта на најдобрите македонски синови и со помошта на другите братски народи на Југославија, осигурана во новата федеративна заедница на народите и народностите на Југославија. Првото заседание на Аснон се одгласи широко и возбудливо во срцето на македонскиот народ, што низ робските столетија, од генерација до генерација, сонуваше и го очекуваше овој голем ден. И не само кај македонците од Вардарска Македонија, каде што се водеше главната и основна битка за нова слободна Македонија, туку и кај пиринските и егејските македонци, Аснон се одзва со истата воодушевеност и понесеност. Историските решенија на Аснон има силен, вонреден, но не и изненаден и неочекуван одглас кај македонскиот народ од Пиринска Македонија и кај бројната македонска емиграција во Бугарија. Тие сознаа
по брановите на нелегалните радиостаници, што содржаше историскиот манифест на АСНОМ под наслов "Удрани се темелите на слободната македонска држава", тоа за нив значеше дека е догледно блиска иднината на слободната федерална македонска држава. Но кога велам дека овој одглас не беше ни изненаден ни неочекуван, мислам и на оној силен ефект кој го има пред тоа во крајот на 1943 година одлуките за демократското и федеративно устројство уредуване на Југославија од второто историско заседание на АВНОЙ. Далеко по-акционно се покажа одгласот во разраснувањето на веќе силното партизанско движење во Пиринска Македонија. Се зголемуваше бројот на бригадите и веќе по одлуките на АСНОМ и каде меѓу подписниците на манифестот се наоѓа и двајца видни представници антифашисти од Пиринска Македонија, тоа за нив значеше дека треба не само да дадат силен тласок на партизанската борба, но и да се подготвуваат за решителниот миг кога и тие и најнепосредно ќе се вклучат во општата битка заедно со Народно-освободителната војска на Македонија за целокупното ослободување и за протерување на фашисткиот германски окупатор насекаде од Балканот и да се вклучат и тие во оној поход чија крајна точка беше Берлин. На 2 август 1944 година во селото Поздивиша Костурцко се одржуваше митинг посветен на празникот на Илинден, на Илинденското востание, и во исто време требаше да се формира Лерино-Костурцки баталион. Тој баталион требаше да се формираше како резултат на тоа што беше постигната спогодба македонците од Егејска Македонија да можат да оформуваат посебни единици, македонски единици, со цел да се мобилизира македонскиот народ во тие судбоносни денови. Заправо, кој да е по кој пат тие требаше да се бориме, така да се рече, на два фронта против окупаторот и во исто време да се бориме за една правилна политика на грчкото народно-освободително движење, како би можеле да го мобилизираме нашиот народ во борбата против окупаторите за своја слобода. Затоа, тој историски чин во Егејска Македонија беше доживен како на дел од народ кој се прожима со исти стремежи и исти идеали. Другарки и другари делегати, драги гости, првото заседание на АСНОМ како континуитет на револуционерните одлуки на АВНОЙ ги отвори најсветлите страници на државноправната историја, стилна потврда на остварените идеали на илјадниците борци на Титовата народна војска и остварен завет на плејадата револуционери кои ги положија своите животи за зачување на македонската национална самобитност и здобивање со своја државност, за целосна слобода на македонскиот народ и народностите со кои вековно живее заеднички на тлото на Македонија. Идејните и општествено-политичките определби на новите устави
ги оживотворуваат најсветлите визии на револуционарната мисла и идеалите на безбројните живи и паднати борци за слобода и за изградба на хумано, вистински демократско, социјаличко самоуправно општество, кое така творечки и смело обстојува на сите сцили и харибди што му се испречуваат. Од првите асномски денови на нашата слобода и творештво, кога не знаевме многу, но многу сакавме и дававме, кога имавме малку и бевме задоволни со тоа што имаме, нашата работничка класа и работните луѓе самопрегорно и успешно изградуваа својата социјаличка самоуправна заедница, што не смее да не успие со самозадоволство кое не е својствено на нашето самоуправно битие, туку ангажира на мобилност за уште поинтензивно творештво за целосно остварување на нашите определби за општествено-економскиот и културниот развој. Со гордост и понос и припаѓаме на генерацијата која во товата епоха го понесе историскиот долг да изведе нашата револуција до победоносен крај во заедничко чекорење со братските југословенски народи и народности, предводени од Сојузот на комунистите на Југославија на чело со великанот на војната и мирот другарот Тито. Решенијата донесени на овој историски ден во ова историско место пред 35 години беа дотогаш најголема победа на македонскиот народ во неговата историја и национален развој, а денес, во време на мир, слобода и сестран социјалистички развиток, доживуваат потполн расцуп. Изминатите 35 години зборуваат и се сведоци за нашиот сестран, материјален и општествен развој. Ако ја проследиме само статистиката, веднаш ќе го забележиме тој огромен чекор кој е направен од повојните години до денес. Например, статистиката забележа дека општествениот производ во вкупното стопанство со годишен пораст од 7% сега е зголемен за повеќе од 4 пати и достигна во минатата година ниво од 28.000 динари по жител. Надминати се и најсмелите визии зацртани и планирани пред 35 години на овој ден. По преобразбата на Македонија најголемо е учеството на индустријата која представува воедно и движечка сила во општиот развој. Во изминатите години изградени се, а и денес се градат, се нови и понови индустријски објекти. Со сигурност можеме да кажеме дека учеството на индустријата во формирањето на општествениот производ е зголемено од 14%, колку што изнесуваше во 1947 година, на околу 35%, колку што е евидентирано минатата година. Паралелно со усилбите за индустриализација на Македонија, направени се крупни чекори и во развој на агрокомплексот, инвестирани се значајни средства за мелиоризација, системи за наводнување, модерни плантажи на овошје, зеленчук и слично. Големи достигања се забележани и во комунално-урбанистичката и стамбената изградба. За илустрација можеме да го наведеме примерот дека само во 1977 година се изградени 4400 станови во општествен и 6000 во индивидуален сектор. Стамбената површина во просек по жител изнесува повеќе од 11 квадратни метри по жител според статистиката од 1977 година. Видливо е и тоа дека сите овие урбани средини поврзани се со нови сообраќајници, а скоро сите населени места се електрифицирани и обезбедени со водоводна мрежа.
Сведоци сме на тоа дека постојано се унапредува туризмот, така што туристичките капацитети овозможуваат пријатен одмор и рекреација на нашите работни луѓе и веќе представуваат основа за позабрзан развој на странскиот туризам. Исто така, и во областа на здравството и социјалната заштита евидентни се значајни достигања. Со здравствената мрежа и бројните медицински кадри покриени се сите населени места, така што со целосна здравствена заштита можеме да кажеме дека се опфатени повеќе од 90% од населението. Суштествени промени се остварени во економско-социјалната структура на населението. Учеството на земјоделството во вкупното население, например, во 1978 година изнесува 33%, за разлика, да речем, од 1948 година, кога беше 71%. Вкупниот стопански општествен развој овозможи висока динамика на вработување. Во споредба со 1947 година, кога во општествениот сектор беа вработени само 57.000 лица, односно 5% од вкупното население, бројот на вработените во минатата година ја достигна бројката од 381.000, односно 21% од вкупното население. Илјадниците школи ширум Македонија и многобројните универзитети создадоа во денешните услови развиена, свесна и современа работничка класа со бројни стручни кадри, а тоа е предуслов за натамошно афирмирање и унапредување на општествено-економскиот и културниот развој. Со растењето на материјалната основа на здружениот труд, расте од ден на ден се повеќе и општествениот и личниот стандард. Така, например, во 1962 година на 14 жители доаѓаше по еден радиоапарат, а на 716 жители по еден телевизиски приемник. Во 1977 година статистиката покажа дека на секој 7 жител доаѓа по еден радиоприемник, а секој 9 жител, скоро секое второ домаќинство, има телевизор. Денес, скоро секое четврто домаќинство во просек има свој автомобил, додека пак во 1962 година еден автомобил доаѓал на 187 домаќинства. Неможни се споредбите со изминатиот период, со првите наши чекори и денешните напори да се надмине вчерашното. Впрочем, резултатите се насекаде видливи и тие говорат.
Евидентираните вкупни достигања во стопанството и другите општествено-економски и културни дејности овозможуваат, а воедно и обврзуваат за творечко ангажирање на работничката класа, работните луѓе, сите општествени субјекти и воопшто на сите носители на социјалистичката свест за натамошен, сестран и складен развој. Нашата револуција со својата класна и национална суштина представува непресушлив извор на постојано откривање на нови сили во длабините на општественото битие за креирање на нови форми и содржини на општествените односи и слободи на нашиот работен човек, производител и самоуправувач, во услови кога работничката класа е носител на самоуправната демократија. Денеска тие нови вредности на нашиот социјалистички самоуправен систем се вткаени и во конгресните документи, во новите устави, Законот за здружениот труд и другите системски закони во општествените договори и самоуправните спогодби. Сите напори на самоуправниот живот веќе се остваруваат со творечко ангажирање на работничката класа и останатите социјалистички субјекти. И 5 години се сведоци на самодокажување. 35 изминати години говорат за способноста и творештвото на еден народ, на една нација, вековно поробена, еден растеж кој зборува за идеите и тенденциите на плеадата паднати синови за ова што го имаме денес. И затоа велиме дека Илинден е светол ден за македонскиот народ. Тој Илинден кој ги отвори најсветлите страници на македонскиот народ и му даде можност да биде дел од една братска заедница на равноправни народи и народности, дел од едно вистинско демократско социјалистичко самоуправно општество кој се движи по патот кој е трасиран од великиот човек на оваа братска творевина и неиз